централно издание на Дневникот на К1. Добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден започнуваме веднаш. Останете со нас. Денеска се одбележува светскиот ден за борба против карцином. Општина Кавадарци ќе ги субвенционира граѓаните кои ќе го променат системот за загревање на казаните за печење на ракија. Се реконструира кровот на поранешното училиште Јордан Хаджи Константинов чинот во Велес. Денеска се одбележува светскиот ден за борба против карцином. Преку скрининг методи се врши рана детекција на заболувањето, вклучувајќи го и ракот на грлото на матката. Со воведување на овие методи значително се намалува стапката на смртност од рак. Смртноста од рак на грлото на матката во Република Македонија во 2011 година изнесува 1,5 на 100.000 жени, а во 2014 година 4,1 на 100.000 жени. Скринингот на рак на грлото на матката има клучна улога во намалувањето на смртноста од тоа заболување. За таа цел К1 телевизија ја посети гинеколошката ординација на доктор Јупчо Синадиновски. Тој вели, редовните прегледи спасуваат живот. Карциномот на грлото на матката е една од најчестите болести кои ги зафаќа женските полови органи. После ракот на дојката, тоа е втората причина за смртност кај женската популација. Карциномот на грлото на матката може да се појави кај секоја млада девојка или жена во било која возраст. Доктор гинеколог Јупчо Синадиновски вели дека раното дијагностицирање на оваа болест може да спаси многу животи. Имаме, така да речем, скрининг кој наназад добри 4-5 години го спроведе нашето Министерство за здравство, тргнувајќи по групи, да речем, нели, почетната група беше од 25 години до 35, понатаки следеше 36 до 44, 44 до 54. Сега последнава детекција ќе ни биде од 50 до 60 години. Целта на тој скрининг е да рано ги опатиме скоро сите жени и да откриеме дали има некоја промена. ХПВ вирусот е главен причинител за ова заболување. Доктор Синадиновски советува дека вакцината против ХПВ треба да ја прими секоја млада девојка пред да започне со сексуалните односи, со цел да се заштити од оваа болест. Таа ХПВ инфекција е од вирус кој го има 140 и неколку типа. Значи, зборуваме секојдневно се открива. Актуелно за нашето поднебје се неколку типови кои се високо ризични. Мора да ги спомнеме, накратко ќе кажам. ХПВ вирус тип 6, 16, 18, 31 и многу бројни. Самата вакцина е опфатена и ги опфаќа 3 вируси кои најчесто се тука доминантни, па во тој дел е дадена вакцината со таа цел. Секоја жена треба редовно да посетува гинеколог, а барем еднаш годишно да направи и ПАП тест, преку кој може да се открие дали има присуство на ХПВ инфекција, вели доктор Синадиновски. Овој тест цел има да ги детектира промените на грлото на матката, тоа многу порано, така наречени преканцерози, и да ни укаже што понатака да ни даде смерница. Кај оние жени кај кои претходно е детектирано дека заболуваат од карцином на грло на матка. Доктор Синадиновски со апел прегледите на гинеколог да бидат почести, бидејќи само така може да се спаси еден човечки живот. Државната комисија за спречување на корупција ги објави анкетните листови за имотната состојба на пратениците. За имотот на актуелните пратеници од нашиот регион, повеќе во прилогот на Валентина Михајловска. Државната комисија за спречување на корупција ги објави податоците од анкетните листови за имотната состојба на избраните пратеници. Според анкетниот лист на пратеникот Илија Димовски, на име на родители пријавил куќа во Охрид во вредност од 1,2 милиони денари, стан во Велес во вредност од 900.000 денари, земјоделско земјиште во Чашка од 300.000 денари, куќа во село Согле од 150.000 денари,
земјоделско земјиште од 50.000 денари. Како личен имот пријавил непрецизиран имот во висина од 818.669 денари, автомобил Мерцедес во вредност од 600.000 денари, возило на родители во вредност од 90.000 денари и личен имот харти од вредност во висина од 121.000 денари. Пратеникот Панче Иванов во својот анкетен лист пријавил личен имот куќа во село Голозинци во вредност од 1,4 милиони денари, стан со помошни простории, имот на родители од 5 милиони денари, земјоделско земјиште од 180.000 денари, лозија 110.000 денари, земјиште од 300.000 денари. 3 моторни возила во вкупна вредност од 390.000 денари, недефинирани побарувања од 224.000 денари, денарска заштеда од 250.000 денари и девизен депозит на брачен другар во висина од 4.230 евра. Пратеникот Бетијан Китев во својот анкетен лист пријавил имот на родители и тоа куќа во Кавадарци од 6 милиони денари, куќа во вредност од 3 милиони денари, деловен простор во вредност од 3 милиони денари, куќа од 50.000 денари, градежно земјиште во вредност од 500.000 денари, земјиште од 2,5 милиони денари, лозија 30.000 денари, земјоделско земјиште 15.000 денари, моторно возило 180.000 денари, имот од други приходи 42.300 денари и други приходи од камати од 2,5%, сето тоа како имот на родители. Китев има денарска платежна картичка со 100.000 денари, додека неговите родители 3.520.000 денари. Анкетниот лист на пратеничката Весна Пемова покажува дека од недвижен имот таа има личен имот стан во вредност од 1.500.000 денари, имот на брачен другар од 2,4 милиони денари, куќа од 3 милиони денари, деловен простор во вредност од 1,5 милиони денари, како и моторни возила во висина од 250.000, односно 350.000 денари. Приходи од овоштарник од 180.000 денари на годишно ниво, личен имот во банкарски депозити од 1.150.000 денари, а на брачен другар 1.260.000 денари. Пратеникот Панчо Минов поседува куќа во вредност од 9,6 милиони денари како личен имот. Пријавил имот на родители лозија во вредност од 300.000 денари и имот на брачен другар стан во Скопје во вредност од 7.713.546 денари, моторно возило од 492.000 денари, како и акции во вредност од 1.891.893 денари. Имот на брачен другар по основ на даден заем од 4,2 милиони денари и заеднички кредит во висина од 5,3 милиони денари. Пратеничката Благица Ласковска пријавила недвижен имот на родители, стан во вредност од 2 милиони денари, личен имот двор од 174.600 денари, личен имот земјиште од 8.400 денари, како и имот на брачен другар моторно возило од 200.000 денари. За пратеничката Павлинка Честојнова нема објавено податоци во Државната комисија за спречување на корупција. Општина Кавадарци ќе ги субвенционира граѓаните кои ќе го променат системот за загревање на казаните за печење на ракија и во иднина наместо дрва ќе користат плин, се со цел намалување на загаденоста. Во рамки на ова, општината објави јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните за набавка на горилник за плин за печење на ракија. Општина Кавадарци заради стимулирање на граѓаните за користење на енергенси кои минимално го загадуваат воздухот и не влијаат на климатските промени, на граѓаните ќе им обезбеди поврат на дел од потрошените средства за набавка на горилник на плин за печење на ракија. Врз основа на одлуката за надоместување на трошоците на граѓаните за набавка на ваков горилник од буџетот на општина Кавадарци за 2017 година, локалната самоуправа деновиве објави јавен повик на кој можат да се пријават сите заинтересирани граѓани за субвенционирање. За оваа намена, општината ќе издвои 600.000 денари. Градоначалникот Панов смета дека на долгорочен план овој проект ќе вроди со плод. Во Кавадарци скоро секоја втора фамилија има казан за ракија.
освен нели оние кои што живеат во стамбени згради. И мислам дека барем 20% ако ја искористат оваа мерка, тоа е да им го платиме комплетно трошокот околу овој механизам за плин, значи тие да го платат, а потоа ние да им ги вратиме парите, односно да им ги субвенционираме тие финансии и во наредниот период да печат ракија со плин, односно со многу поеколошки и поевтин енерген со дрвата. Мислам дека долгорочно ќе имаме позитивен ефект околу оваа работа. По набавката и инсталирањето на новиот механизам за загревање на казаните од страна на корисниците, целокупниот платен износ со соодветна финансиска документација ќе треба да се достави до локалната самоуправа, која пак во најбрз можен рок ќе им ги врати вложените пари на граѓаните. Печењето на ракија и покрај тоа што е забрането се толерира во овој период, токму заради оваа лоша економска состојба во која што се дел од лозарите кои што се уште ги немаат земено своите финансии од винарските визби. Меѓутоа, мислам дека не треба само тоа да биде мотив да им се излезе во пресред. Сепак нешто најскапоцено е животот на нашите луѓе, квалитетот на амбиенталниот воздух и мислам дека може да се ограничат барем во периоди кога имаме заплат, кога имаме никакво струење на ветерот во Кавадарци, барем тогаш или да не печат ракија, или ако печат, тогаш тоа да го прават со плински уреди. Средствата што ќе се надоместуваат се во износ од 5.000 до 10.000 денари во зависност од уредот кој ќе се набави. За спроведување на постапката ќе се грижи комисија формирана од страна на градоначалникот Александар Панов. Се реконструира кровот на поранешното училиште Јордан Хаджи Константинов Џинот во Велес. Во овој објект се очекува да бидат преместени сите невладини организации кои се занимаваат за лица со попречености во развојот, а дел од него ќе биде адаптиран во уште еден клон на детските градинки. Започна активностите за промена на покривот на поранешното училиште Јордан Хаджи Константинов Џинот, објект во кој сега е сместен ресурсниот центар за лица со оштетен вид. Станува збор за заеднички проект на општина Велес, Вардарски плански регион и UNDP. Инвестицијата е во вредност од 2,5 милиони денари. Почна, па треба да биде готов за, ако пушти време, за месец дена ќе биде комплетно готов. Потоа преминуваме на другата фаза, промена на прозорци и така натаму, значи комплетно ќе осреди. Така ќе биде една репрезентативна зграда во нашиот град. Потоа преминуваме кон други инвестиции во тој објект, бидејќи претходно беше училиште, пак има воспитно образовна и социјална дејност во тој објект. Во овој објект се очекува да бидат преместени сите невладини организации кои се занимаваат со лица со попречености во развојот, а дел од него ќе биде адаптиран во уште еден клон на детските градинки. За дополнителни доуредувања на објектот ќе се делува чекор по чекор. Финансиската поддршка од Министерството за култура значајна и за малите општини. Оваа поддршка им помага на општините во реализација на поголем број проекти. Повеќе во прилогот што следува. Министерството за култура и оваа година со зголемен интензитет ќе го поддржи финансирањето на проекти од национален интерес во културата од сите дејности од областа на музичко-сценската, издавачката, ликовната, драмската, музејската, библиотечната дејност, заштитата на културното наследство и меѓународната соработка. На овој начин и помалите општини го користат бенефитот од финансиската поддршка која им помага во реализација на што повеќе проекти. Меѓу другите и од музичко-сценската дејност, значи имаме неколку проекти во рамки на библиотечната, неколку проекти, фестивалот на изворен фолклор Тодорица ни е секогаш финансиски поддржан од страна на Министерството за култура и еве уште еднаш благодарност, се надевам дека таа соработка ќе продолжи и во иднина. Едукацијата на луѓето почнува од пишаниот збор. Според Алексова, поддршката која Министерството за култура ја дава во библиотечната дејност допринесува за поголема афирмација и популаризација на пишаниот збор, особено кај младата популација. Располага со богат книжевен фонд, некаде од околу 54.000 наслови, и во неа членуваат повеќе членови, некаде бројката е менлива, значи
Со оглед на големината на нашата општина, ние сме релативно задоволни, секогаш може да биде поголема бројката од 700 до 1000 членови, зависност бројката се менува од година во година. И со цел да го задржиме, мислам да привлечеме што поголем број на читатели. Значи ние набавуваме секоја година тековно набавуваме нови наслови. И годинава продолжува интензивирањето на културниот живот преку поддршка на културните манифестации, културно лето и културна зима, како и манифестацијата Топол културен бран, со кои се овозможува поттикнување на локалниот културен развој и збогатување на културната понуда во општините низ Република Македонија. Кандидатскиот статус на Република Македонија за членка во Европската Унија и овозможува пристап до европските фондови. Македонија е земја која што добиените средства за реализација на проекти сама ги менаџира. Кога станува збор за реализирани проекти со европски пари, изградбата на автопатската делница Демир Капија Смоквица е најпознатиот проект за процесот на приближување до европските фондови, за реализацијата, но и за тоа зошто сме се уште земја на кандидати, а не членка на Европската Унија, зборува Ана Блажевска, државен секретар при Секретаријатот за европски прашања на Република Македонија, вечерва во емисијата Отворено со почеток од 21 часот. Овој проект беше доста споменуван во јавноста и честопати од страна на некои лица кои што имаат лични или партиски или други поводи. Бевме критикувани дека овој проект не се спроведува како што треба. Меѓутоа, наспроти сите обвинувања, овој проект си тече како што треба. Не се предвидува некое многу големо доцнење во однос на неговата реализација и се покажува дека во однос на финансиското управување со проектот, за сега се што се однесува на националните институции било направено како што треба. Тоа е еден од највидливите проекти кои што се реализира со ИПА и навистина сме среќни што успеваме да покажеме дека европската помош се користи како што треба во интерес на граѓаните за една од можеби најголемите потреби која што ја имаме како држава, тоа е јакнење на инфраструктурата. Денеска се одбележа 145 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев со положување цвеќе на неговиот гроб во црквата Свети Спас и пред неговиот споменик на плоштад Македонија. Цвеќе положија премиерот Емил Димитриев, министерката за култура Елизабета Канчевска-Миревска, министерот за финансии Кирил Миновски и министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Делегација на кабинетот на председателот на Македонија, делегација на Собранието на Република Македонија, представници од ВМРО, ДПМН и СДСМ, како и делегации на повеќе здруженија на граѓани, општини и установи. Следуваат останатите вести од Македонија. На македонско-грчката граница блокадата на граничниот премни нефзони продолжува и денеска. Сообраќајот во двата правца поради протест на грчките земјоделци на граничниот преминев зони од грчка страна е во прекинот 30 јануари. Премините до Иран и Меджитлие се отворени за сообраќај, соопшти Автомотосојузот на Македонија. Од АМСМ препорачуваат исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти дека птичиот грип во Мороишта и околните села не е проширен, а земените брисеви се негативни. Тие не ја исклучуваат можноста болеста да се појави на друго место, кое можат да ја пренесат дивите птици. Од агенцијата информираат дека состојбата постојано се следи. Дополнително се земени брисеви или мостри од околните одгледувалишта и во нив е откриено присуство на вирус инфлуенца А, велат од агенцијата, и додаваат дека обештетувањето ќе почне веднаш штом сопствениците ги достават барањата за угинатата живина до нив. Во Струшко Мороиште е извршена дезинфекција. Земјава доби одобрение за извоз на производи од живина на европските пазари, а ќе може да се извезува само непреработеното месо, соопштуваат од агенцијата.
Лидерите на државите основачи на Европската заедница на вчерашниот неформален самит на Унијата во Лавалета ја промовирале идејата за Европа на повеќе брзини. По завршувањето на процесот на Брекзит, објавија британските медиуми. Ваквиот процес би значил дека некои членки на Унијата би можеле да се движат побрзо кон процесот на поголема меѓусебна интеграција од останатите земји на Европската Унија. Ваквата идеја наишла на критики на дел од учесниците на самитот кои сметаат дека тоа би можело да наштети на единството на Европската Унија по истапувањето на Велика Британија од блокот. Главни поддржувачи на идејата се Берлин и Париз и најголемиот број од останатите членки на еврозоната. Во продолжение следуваат и останатите вести од светот. Идентификувано е лицето кое вчера со 2 мачети нападна војници пред влезот на Парискиот музеј Лувр, како египетски државјанин кој пристигнал во Франција кон крајот на јануари, јавија француските власти. Напаѓачот почнал на арапски да вика Аллах е голем и се упатил кон војниците и полицајците на влезот, пошто бил застрелан крај продавница до музеот. Кај повредениот напаѓач е пронајден мобилен телефон, чија сим картичка му припаѓала на 29-годишен египтјанец Абдула Ел Хамами. Француските истражители стапиле во врска со египетските колеги за разјаснување на случајот. Извори блиски до истрагата посочуваат уште дека напаѓачот им бил непознат на полициските служби во Франција. Тој пристигнал во земјата со лет од Дубај на 26 јануари со валидна Шенген виза. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјавил дека Русија е подготвена да даде свој придонес во подобрување на односите со Соединетите Американски држави во интервју за виенскиот неделник Профил. Тој истакнал дека администрацијата на поранешниот американски претседател Барак Обама е одговорна за билатералните тензии меѓу Москва и Вашингтон, додавајќи дека очекува овие две земји да ги подобрат односите откако Доналд Трамп ја презеде претседателската функција. Уверени сме дека Русија и Соединетите Американски држави можат да напредуваат во потрагата по решенија за билатералните прашања, како и да дадат заеднички придонес за ефикасно надминување на главните проблеми на нашето време, изјавил Лавров и додал дека од посебно значење е неопходната координација на напорите на Русија и САД во борбата против тероризмот. На нови протести пред зградата на романската влада се собраа синоќа околу 50.000 лица, каде го изразија своето незадоволство од измените на кривичниот законник со кои се овозможи амнестија на лица осудени за корупција. Бројот на демонстранти синоќ е бил помал од претходните денови, но повеќе учесници се очекуваат на протестниот марш од пред владата до зградата на парламентот, најавен за денеска, како и на утрешниот протест кој организаторите го најавуваат како најмасовен во историјата на земјата. Времето во Македонија денес е променливо облачно со повеќе сончеви периоди во крајните западни делови. Утре ќе преовладува променливо облачно време со магла, подилни котлини, каде што и температурите ќе бидат малку пониски, на повеќе места се очекуваат и слаби врнежи од дожд. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријетно!